Добар ден. Александар Петерски ми го одзеде правото на една фина демонстрација на најава за мојата денешна соговорничка. Таа е познат бизнисмен во сферата на деловните луѓе. Не многу експонирана. Го води делото од холдингот Раде Кончара, тоа е сервиси, односно производство на трансформатори и се друго ја што не знам да го погодам и не знам да го кажам. Добар ден за мојот соговорник Владанка Трајкова од асоциацијата, односно организацијата на работодавачи. Таа е нов председавач. Важна компонента на ова асоциација е практично собирање на менеджерските тимови кои треба да го воспостават делот на интересот во рамките на социјално-економскиот диалог со владата. Сега вас ве прашувам, дали сте свесни како треба да се води тој диалог и на каков начин владата треба да има сенс за овие конгломерати кои во основа, како што сте вие, металопреработувачка индустрија, кои се во основа стожери на економскиот развој? Ви благодарам. Организацијата на работодавачи во заедно со синдикатите и со владата го сочинува економско-социјалниот совет. Во тој економско-социјален совет се носат сите одлуки кои ги засегаат и работодавачите, и владата, и синдикатите, односно вработените. Врел костен има и владата во раката и работодавачите да се приклучат кон интересите на вработените и да ги задоволат своите потреби. Постојано разговараме, постојано преговараме, на крајот мора сите да бидат задоволни. Заев беше кај вас, премиерот Заев се разбира. Ви остава печаток на политичар кој држи до зборот и дека му е важно да има диалог со сите партнери во власта, во општеството? Да. Да. Сметам дека и како премиерот го интересира како размислува бизнис заедницата и како размислуваат луѓето кои директно го полнат буџетот на оваа држава. Обично моите соговорници во оваа рубрика секогаш ги подпрашувам какви се нивните проценки за оваа ковид економија и пост-ковид економија. Вас директно ќе ве прашам, како на микроплан тоа се одрази во Раде Кончар? Како успеавте да одржите репродуктивна, продукцијска целина, бидејќи значаен дел од вашето производство е пласман за извоз во услови кога се беше блокирано и така натаму. Во еден момент се најдете во ситуација да си кажете кај одиме, ова нема крај. Сметам дека секој кој е во бизнисот во одреден момент размислуваше дали треба да застанеме или треба да покажеме многу поголема храброст и да продолжиме понатака. Работевме без престан од почетокот на пандемијата, се уште работиме, ниту еден ден не застанавме. Имавме добри резултати минатата година, се соочивме со нов проблем, некоја новина во работењето, нов начин на комуникација, нов начин на функционирање, бидејќи ние имаме директни работници, погонски работници кои треба да ги заштитиме, бидејќи тие се стожерот на нашето работење. Освен таму имате јасна мануализација без оглед дали е автоматизација на производството, наспроти дигитализација дека што може да договарате. Таму многу помалку има дигитализација. Човечкиот фактор е многу поголем и затоа ни беше јасно дека во одреден момент ќе имаме намален број на вработени, ќе треба да ги во тој момент производството да го стопираме или да го пренасочиме во оној дел во кој во моментот има кадар за работа, меѓутоа успеавме во целиот овој период да извлечеме позитива. Уште една релација околу ковид амбиентот. Со странците, Zoom комуникацијата ви создава реална слика што бараат, кај бараат, или тоа е една рутина во која препознавате нови пазари, односно стари пазари, а новите не можете да ги откриете уште?
токму така. Zoom комуникацијата е новина за сите нас и во прв момент ни створи сериозен отпор, бидејќи ние сме научени на тие гестикулации, физички движења на луѓето да откриеме кој како размислува, кој во која насока ќе го движи бизнисот и договарањето. Zoom комуникацијата треба што поскоро да заврши, сметам, бидејќи не можеме да покажеме колку ние имаме интерес за некој соработник, за некој нов партнер и он да ги види нашите размислувања во тој дел, да ги види нашите можности во работењето. Јадранка Трајковска, Владанка Трајковска, се извинувам, новиот шеф на работодавачите во Македонија. Се вратиме на асоциацијата која сега ја водите. Дали менаџерите во Македонија имаат стратегија, знаат како на каков начин треба да се чува, негува и да се привлекува работната сила и работниците, зашто ние ако можеби веќе ја поминавме темната страна на обука на менаџерите на врвните позиции, се уште немаме јасна представа какви кадри ни требаат, каде да ги најдеме и така натаму. И каде вие ги наоѓате? Многу е проблемот е веќе многу посериозен. Ако доскоро ние баравме нов кадар, нема едуциран кадар, нема кадар соодветен за производствените структури. Ние сега се соочуваме со проблем постоечкиот кадар да го задржиме во нашите компании. Интересот, отворените граници им дозволува на луѓето да размислуваат што поскоро, час поскоро да заминат надвор од државата. Работодавачите се соочуваат со сериозен проблем во овој период. Се создава една дисторзија во работењето, превземање на кадар помеѓу работодавачите, недоволно едуцирани кадар што потекнува повторно од средното образование, од високото образование, немање диалог со институциите кои го создаваат класификацијата на образовните системи. Треба да се свати еднаш за секогаш дека образованието треба да го слушне гласот на работодавачот, да слушне што на работодавачот во моментот му недостасува како кадар и да ја создаде програмата за потребите на работодавачот во корелација со истиот. Тоа е важна компонента на работењето на наша агенција за вработување, но да се вратам на една теза која ви олови во лет, а тоа е дека имате, условно да кажем, нелојално преземање на кадри, но пазарот на труд е исто така либерален како што се сите други пазари. Сега ми излегува прашањето. До сега велевме да ги најдеме. Сега е прашањето како да ги задржиме. И да ги создадеме. И да ги создадеме. Дали градиме комплетни мерки на својудна лојалност на луѓе што сте ги едуцирале да останат на работа, на луѓе кои имаат одредена висока квалификациона деловност да бидат лојални кон компанијата. На крајот на крајштата и вие да наоѓате стимулативни мерки како добрите работници да ги задржите. Не се само платите. Не се само платите. Ние мислиме дека само платите се важната компонента. И ние свативме дека не се само платите. Не е ни само работодавачот оној кој прави погрешни чекори. Луѓето во оваа држава од многу фактори се незадоволни и своето задоволство го бараат надвор. Ние треба да им создадеме пред се соодветна работна средина на сите тие луѓе, да бидат постојано мотивирани, да бидат постојано оние кои ќе го оценуваат работодавачот, но и работодавачот да создава за нив јасна слика во функционирањето. Да им овозможи, ние во нашето работење постојано овозможуваме на нашите стручни кадри да одат на дообуки. Нашите луѓе одат во Јапонија, таму се досовршуваат инженерите. Нашите луѓе имаат можности постојано да се надградуваат онаму каде што ќе најдат или ние ќе им овозможиме начин за надоградба. Меѓутоа, како што рековте и вие, пазарот е либерален, отворен. Секој има право да си бара место под сонцето.
Сега е тренд во кој менаџерите, обично на добрите работници, добрите раководители и така натаму, нудат сет на мерки за да ги задржат. Од здравствено, животно осигурување, платени одмори, платени градинки и така натаму. Тој тип на западната корпоративна логика, далеку сме да ја усвоиме. Што вие работодавачите мислите дека треба тоа да се оформи? И вие да го правите тоа и надлежните институции тоа да го градат. Сами како единка работодавачите многу тешко тоа може да го направат. Меѓутоа и државата во граници на нејзините можности. Она што е пред се може би за размислување, она што треба да владата да го размислува е ослободување во некои даночни ослободувања во тој дел. Доколку компанијата даде било какви бенефиции на вработените од овој тип, од типот на осигурување, од типот на донаобразување, во тој случај државата е таа која треба од другата страна да излезе и да го ослободи работодавецот од даноците по тој основ. Или во некој дел да овозможи грант во делот на дообразување на кадарот. Металопреработувачката индустрија се соочува со, особено оваа извозна, се соочува со еден проблем на царини. Царините се дел од вас велите царините ги не го штитат домашното производство, нели? Точно. Туку напротив се некаков арач. Терет. Дотолку повеќе што за извозно ориентираните фирми има и плаќање на ДДВ на моментот кога се прима стоката, нели, а не од кога ќе извезете. Што истовремено, бидејќи сте работодавач, истовремено и значаен дел од компаниите во слободните царински зони одамна тоа го иницира за промена и на цариниот тарифник и на логицирањето околу тоа. Многу долго зборуваме и во коморите и со работодавачите во тој дел. Огромен терет е плаќањето на данокот при влез на робата при увозот. Ние при увозот го плаќаме ДДВ-то, а додека да ја испорачаме, додека да ја фактурираме создадената роба, создадениот производ, поминува многу долг период. Со тоа, ние сме финансиски оптеретени, а не добиваме никаков бенефит. Извозот е повторно терет на работодавачите. Ние сами го пронаоѓаме пазарот на кој извезуваме. Ние имаме нашата компанија има еден многу скап производ, кој бара скап транспорт, користи скапи репроматеријали. Сето тоа е во овие услови денешни е многу тешко да се издржи. Главно Раде Кончар беше со освоен простор на блискиот, па во еден момент и на делот далечниот исток. Некои други дестинации ги освојувате? Имате ли партнери кои можат на одреден начин да ви представуваат протеже во освојувањето на нови пазари? Сигурно, ако застанеме на овие пазари овде, немаме предизвик. Да. Ние комплетно работиме на пазарите на Балканот, бидејќи, како што ви реков, дека нашите производи се скап производи, транспортот е оној кој најмногу не терети. Меѓутоа ги работиме и пазарите подалеку. Европа е следниот наш предизвик, европските пазари. Меѓутоа, нашиот производ треба да биде признат и треба да ги издржи сите тие сертификати и сите тие обврски кои ги создава Европската Унија. Верувајте дека сите тие сертификати се премногу скапи за една компанија од овие простори. Ние сами ги плаќаме сертифицирањата, имаме акредитирана лабораторија која функционира единствена во овие простори во електроиндустријата и сметаме дека сме достоен партнер за Европа и европските пазари. Благодарам, тоа беше Лоренка Трајковска, еден од собствениците на Раде Кончар, холдингот Раде Кончар од неколку доја организации кои останува на перспективата на извозната ориентација на оваа металопреработувачка индустрија. Уште за крај, кој командува, братот или сестрата во
Раде Кончев. Нема командување. Се е договор. Се е договор. Да. Ветеранот арбитрира или... Обавезно. Да, задолжително. Уште едно што беше благодарам. Благодарам. Ланка Трајковска од новиот шеф на работодавачите во Македонија. Тука стално има конкуренција на сваќања и на организации што бараат коморите, што бараат работодавачите, па они меѓу себе се поделени, но тоа е веројатно составен дел на просидрување на општествениот и економскиот амбиент.